Во Ново село се случи нешто што не смее да се премолчи. Младите активисти на Социјалдемократскиот сојуз беа нападнати од тепачите на Мицковски. Младите стоеја мирно, носеа транспарент со вистината дека Гостивар се труе со вода, дека луѓето се разболуваат, дека државата молчи и нема одговорност. И за тоа беа нападнати. Група насилници, испратени со јасна намера, се обидоа да ги замолчат. Меѓу нив има и лица поврзани со Мицковски и ВМРО, членови на ВМРО, пратеници на ВМРО и возачот на градоначалникот од ВМРО. До вчера медиумски линч, навреди, поделби и лаги. Сега, кога вистината излегува на виделина, лагите веќе не се доволни. Сега следува и физички напад. Ова е порака на Мицковски дека секој млад човек кој ќе проговори против оваа власт ќе биде нападнат. Порака дека стравот треба да владее кај младите. Но тука погрешија. Ние младите не ви се плашиме. Младите се тие кои ќе ве поразат. Бараме од Министерството за внатрешни работи и обвинителството веднаш, не утре, не за една недела, веднаш да ги идентификува сите учесници во нападот и да ги приведе. Да се утврди кој го дал налогот за нападот врз младите. Затоа што ова не беше спонтано, ова беше организирано. Јасно е, Христијан Мицковски и неговата структура се плашат. Се плашат од вистината за водата, за економијата, за иселувањето на младите, за намалениот број на учениците, на правачињата, за хаосот во секој сегмент на државата. И кога лагите повеќе не држат, праќаат тепачи. Но овој пат погрешија. Младите не се плашат. Младите се тие кои што ќе ве победат. Младите нема да молчат. Доаѓа време кога сите што денеска сеат страв ќе одговараат. Сите ќе одговараат за криминалот и корупцијата, а особено за ова што удрија по младите. Младите ќе победат. Македонија ќе победи.